Благодарам. Почитувани представници на медиумите, денес го видовме тоа што сите го знаат и го гледаат откако СДСМ и Заев дојдоа на власт. Судот го спроведе тоа што Зоран Заев го напише. Денеска видовме во живо како функционира политички суд и како се изрекуваат политички пресуди. Го видовме на дело непринципилниот брак помеѓу власта на Заев и судот. Бенефициите од овој брак сега се во корист на Заев, но многу брзо ќе се сврта на негова штета. Тоа оди право пропорционално со добивањето и губењето власт. Така функционира нереформираното и клиентелистичко судство. Судот не го интересира нити докази, нити факти, нити аргументи. Судот го интересира само реализација на политичките нарачки на Зоран Заев и СДСМ, за пресметка со сите кои што мислат поинаку. Во време кога власта прифаќа секакви отстапки, во време на масовен грабеж, осиромашување и пат на економијата, судот ја прифати улогата на извршителна наредба за дефокусирање од вистинските проблеми и сеење на страв помеѓу сите кои што мислат поинаку. Пораката која што Заев и СДСМ преку судот ја испраќаат е јасна и вели дека не е важно дали има било каква основа или доказ. Затоа што, да бидеме искрени, ова е дело на кое што се смеат сите правници. Важно е дека секој што се спротивставувал и ќе се спротивставува на оваа власт и антидржавните политики може да заврши со осудителна пресуда. Оваа пресуда не е пресуда заради тоа што некој стекнал противправна имотна корист или заради тоа што е била направена некаква штета на државата, затоа што штета нема. Мерцедесот и сега се вози, не си го зеда Никола Груевски дома. Ова е пресуда која има повеќе цели. Тие се Никола Груевски, кој што беше символ за чување на националните интереси, економски успеси, привлекување инвеститори, реформи, зголемување на плати и пензии, социјална помош, субвенции, градби и се друго, да се засени и да биде политички дисквалификуван. Во овие 3 дена, македонската јавност се убеди дека во Македонија се водат чисто политички монтирани процеси. Правдата има двојни аршини. Пред 2 дена, обвинителството и судот, највисоките органи задолжени за еднаквоста на правото, правдата и правната држава, го ослободија од вина Зоран Заев, убедувајќи ги граѓаните дека тоа што го гледаат не е така, дека снимките на кои што бара евро за вицето и евро за црквата, всушност и не ги виделе и не постојат. Му го преквалификуваа обвинението и го ослободија од одговорност, исто како што направија преквалификување на обвинението за масакрот кај Смилковското езеро и како што ги ослободија осудените за случајот Сопот. После денешната пресуда останува горчливиот вкус дека правдата не постои и е само политички инструмент. Ова што го гледаме денес не е правда, туку неправда. За сите незаконски действија ќе следува ревизија. Благодарам.